што всушност се случува. Вчера беше 1 мај. На 1 мај повторно видовме неколку стотици луѓе како демонстрираат пред водениот синдикатот пред владата. Оваа држава, синдикатот не може да направи ни генерален штрајк. Ти памтиш еден генерален штрајк дека е некојаш направен? Тоа се најмногу 3-400-500 луѓе, не знам колку биле вчера, можда беа и. Зошто е тоа така? Слеги притисоците врз што се правеа врз Абе лидерот какви на синдикатот. притисоци, бе, нема врска. Притисоците секако се прават. За тоа е синдикат, да му се прават притисоци. Ама ти разбираш ли дека македонските граѓани се членови на синдикатот наречени партии? Значи не постои синдикат, не постои затоа што тие членуваат во партии. Партиите им се на нив синдикат. Они ги вработуваат, они ги отпуштаат. Од нив зависат унапредувањето, од нив зависат тендерчиња, медерчиња. Каков синдикат? Партија ако реши да прави митинг, има 50.000 луѓе. Кога решава синдикат да прави, сите се угрчка подмор. Затоа што нема кој да прави списоци, нема кој за уши да ги доведе. Да реши ВМРО ДПМ да прави протест против синдикатот, 50.000 луѓе. Го гледам председателов на синдикатот, се труди човекот. Па и што има и неколку синдикати, па тоа знаеш, секојаш имало со власта тие што да тоа. Не може да се мрдне ситуацијата бидејќи македонците си се задоволни. Ова истото, за жал, ово го кажувам, се рефлектира и врз Кочани. Не дека луѓето немаат емпатија или не жалат, сите се потресени. Меѓутоа во крајна линија кога треба да одлучат, да решат дали да излезат или не, да поддржат нешто, не е ова само за членови на партии. Туку ова за целото граѓанство. Пораз на нив единствената религија, синдикат, граѓанско движење, им се партиите.